владата, ако сакате најпрецизно социјалдемократски. Добро, тоа припаѓа многу партии. Јас така, кога почна студентските протести, размислов, после најдов многу приватни сали, кај што тотално се измеша мотивите. Ќе оде, бидејќи во владата има и албанци, да знаете, они сами против себе не би гласали сигурно. Доаѓа проблемот пред Сојузот на студенти, во кој ти конкурираш, па ти се објава кандидатурата, се избира друг човек, не е битен за оваа емисија, бидејќи не е тука, и треба да се излезе на улица. Што се... Вие бевте тука дента пред да биде првиот протест. Да. Односно не, во понеделникот беше првиот ден од протестот, вие бевте овде понеделник нарече. Да, првиот ден на 17 февруари минатата година. Ние бевме тука, меѓутоа, ја колку што се сеќавам, беше предвидено Мирјана да биде само. Да. Јас барав од вас да ми се дозволи просто 5 минутки да дадам моje мислење, односно да се оградам од тоа што го изнесе полицијата, МВР, во однос на мене. Јас многу добро се сеќавам дека од шефот на аналитика при ГУВР беше дадено соопштение кое што излезе на дневниците дека водач на протестите беше Филип Петровски, студент на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Јас се сеќавам дека студент на Унија. Да. Јас тогаш се јавив прво во А1, а тие дозволија да мојот глас се слушне. Бара да додам, реков по телефон ако може, во ред прифатија. Се јавив во македонска телевизија, не прифатија, што е многу интересно. Добра, дали гостуваше ти на А1? Не гостов, тоа е истиот ден. Сега, се јавив во македонска телевизија, ми рекоа дека би требало се јавам во полицијата да се разберам со полицајците. И ме одбија, тоа се јавив кај вас, вие ме повикавте. И тоа што излезе таа емисија, што мислам дека донесе пресврт во протестите, бидејќи тој ден ние и самите не очекувавме дека ќе има толку луѓе. Ние едноставно имавме љубов, надеж, вера за она што го правевме и излеговме. Ја многу добро се сеќавам дека на платото пред кампусот на факултети имаше многу помалку луѓе, како што доаѓавме, како што поминувавме мостот Гоце Делчев, како дојдовме пред Министерството за образование и кога дојдовме пред парламент, тука се собраа луѓе. И веќе немаше простор во нашите глави да нешто планираме, вака ќе биде, така ќе биде. Едноставно работите одеа како што ги чувствувавме. Ја пак ја извам, иако Мирка Велиновска пишуваше онај несреќен ВМРО што чита книги од Орвел, ја ќе извам дека веројатно можеби тоа полицијата ја погоди. Тој ден, бидејќи во тоа време така малку го размислував на Орвеловата 84-та, имав превод и го прочитав пред тие млади луѓе што беа таму собрани и се тргна. После тоа веќе не може да стопират наставно. Вториот ден, после реакцијата на полицијата, кога се појави пред тие луѓе, мислам, се случи нешто што не можам веројатно цел живот да го заборавам. А кога реков, абре луѓе за вас ќе ме затворат, рекоа, ние ќе те браниме. Тоа мислам дека покажа. Добра, али мораш да признаеш дека